Линија за откажување од пушење, повелете? Загрижувачки е процентот и на млади лица кои што користат тутун. Според податоците кои што ги имаме, околу 20 и повеќе од 20% од младите лица околу 16 години користат тутун и тутунски производи. Веќе имаме 2 позитивни случаи, односно личности кои што се откажале од користењето на тутун. Двете се жени. Едната целосно се откажала со помош плюс на користење на таблети, таблетарна терапија, која што ги намалува симптомите на криза, но другата повозрасна жена која што целосно ги откажала од цигарите без никаква дополнителна терапија, но се слушаме редовно 3 пати, до сега 3 пати секоја недела се слушаме заедно. На оваа линија во моментов работиме двајца колеги, јас и мојот колега доктор Мартин. Работиме 2 дена во неделата, секој понеделник и среда од 11 до 13 часот. Планираме да ја прошириме оваа линија, значи да има зголемен број на сати во кои што би се работело и поголем број на денови. Повикот е анонимен, оној кој што сака да остави своји контакти, информации, може да ги остави, тоа не е никаков проблем. Јас ги прашувам чисто за да знам со кога разговарам и со името, нели ние им се представуваме, тие најчесто се представуваат, но сепак тоа си е анонимно и е на желба на оној кој што ќе се јави. Дали ќе оствари, ќе ги каже своите податоци или не. Во моментов повеќе се јавуваат возрасни лица, затоа што сепак од 11 до 13 часот е работно време и повозрасните се дома, послободни се и може да се јавуваат. Се јавуваат и млади, гледаме дека има заинтересираност од страна на младите, затоа е нашата идеја да се продолжи можеби во попладневните часови да има некој кој што ќе биде достапен и кој што ќе може да им помогне на помладите кои што во меѓувреме работат, па попладне се слободни. Треба да се откажат од пушење за да си го зачуваат своето здравје, да имаат поквалитетен живот, подобра работа на своето срце, на белите дробови, зголемен капацитет, да бидат физички поактивни, со тоа самото ќе јадат и поздрава храна, значи целокупното здравје и бенефитите се многу големи. Како и психички, така физички, ментални.